Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Повикани на свет живот. Црквата во Коринт. Апостол Павле запишал: Не знаете ли дека сте Божи храм и дека Божиот дух живее во вас? Ако некој го разруши Божиот храм, Бог него ќе го разруши. Бидејќи Божиот храм е свет, а тој храм сте вие. Никој да не се лаже. Ако некој од вас мисли дека е мудар на овој свет, нека стане безумен за да биде мудар, зашто мудроста на овој свет е безумство пред Бог, како што е напишано: тој ги фаќа мудрите во нивното лукавство. И пак, Господ знае дека помислите на мудрите се празни. Затоа никој да не се фали со луѓе, зашто се е ваше. Повикани на свет живот. Црквата во Коринт. Историска позадина. Коринт е старогрчки приморски град, основан 1400 години пред нашата ера. Градот заради местоположбата бил доста богат. Римјаните 146 година пред нашата ера го срушиле до темел, убивајќи ги жителите. Јулије Цезар 46 година пред нашата ера повторно го изградил градот и со тоа станал најважен трговски центар помеѓу исток и запад. Станал повторно богат град со многу раскоши и филозофски правци. Во тој град доаѓа апостол Павле. Павлово мисионерство. Павле е еден од најдобрите и најуспешните мисионери на сите времења. Успел во 50-та година од нашата ера да изгради во тешки околности црква, Христова црква, која за прв пат ќе го повикува името Господово. Црквата е заснована во потполно расипано општество, каде бил застапен низок етички живот. Кој бил коринскиот начин на живење во тоа време? Како прво, биле застапени филозофиите. Зборот философија значи љубов кон мудроста и знаењето, што според нашиот изграден менталитет значи трагање по вистината и објаснување на светот и неговото екзистирање со помош на филозофски размислувања. Всушност, светот од секогаш се занимавал со мистерии и филозофии. Филозофијата не е намерно измислен правец, туку таа се наметнува во свеста и во совеста на човекот како резултат на неговите скудни знаења во однос на величествените Божи дела. Човекот од секогаш се прашувал и се прашува и денеска: од каде сум, зошто сум, каде ќе бидам по смртта, зошто постоиме и така натаму. И врз основа на тоа се гради мислата и структурата на едно општество. Коринтјаните токму на ваков начин сакале да ги одгонетнат скриените мистерии на светот, но според изјавата на Библијата, филозофијата ги одвлекувало во атеизам и напуштање на Создателот, и затоа се изродило идолопоклонство. Коринт во тоа време бил идолопоклонички град. Зошто? Затоа што таму преовладувале божицата Афродита, која го заземала првото место на обожување во нивниот идолопоклонички храм. Идолопоклонството е замена за Создателот. Кога човекот не се обидува да знае за Бог, тој ги обожува нештата, кои му се визуелни и блиски на неговата свест и совест. Порано, во Стариот Завет, Бог Јахве беше заменет со Ваал и се одржа долго време во Израел. Значи, идолопоклонството било секојаш поврзано со окултизам, низок степен на живење и во крајен случај жртвување на деца. Идолопоклонството во денешно време е доста актуелно. Идолопоклонството всушност е ставање нештата од овој свет на прво место, а истиснување на Бог од сопствениот живот. Тие нешта не мора да бидат некогашните модели Афродита, Ваал,
Зевс, Артемида, Молоха и така натаму. Тоа во денешно време може да биде себичниот начин на живење, односно прекумерно окупирање со самите себе и со работите околу себе. Материјални добивки или идеологија која го истиснува Бог, или пак религија која го подчинува Бог за свои цели, хедонистичка религија. Потоа во градот Коринт преовладувало телесен живот. Телесниот живот кој е исполнет со желби, похоти и страсти, ги довело коринтјаните до сеопшт разуздан живот. Немале контрола над себе и своите желби. Неверството се сметало за помодарство, исто како во денешно време. Слободниот живот и авантуризмот биле основа на Коринт, затоа постоело една изрека која вели на коринтски начин. Времето пред 2000 години не се разликува од денешното. Светот и понатаму си продолжува по истите стапки. Црквата во тоа време живеела во иста средина, така што мнозина се враќале на стариот начин на живење, што апостол Петар ке рече, ним им се случува како поговорките. Кучето се враќа на својата блувотина и искапената свиња во калта. Тој што повторно се враќа на стариот живот според Петар, подобро би било да не ја запознал вистината, бидејќи така повторно го распнува Христос. Христијаните сепак се повикани на свет живот, но се прашуваме што е тоа светост. Светост е Божјо дело на незаслужена милост, според која се обновуваме да бидеме слични на Христовиот живот и умирајќи секојдневно за гревот, а да се живее за правдата. Посветениот христијански живот можеме да го дефинираме на два начина. Прво, тоа е Божјо дело во кој ние немаме дел или учество. Зошто? Затоа што сам Исус Христос стана за нас светост, како што е запишано во 1 Коринтјаните 1 глава 31 стих. Второ, човечкото искуство, кое преку целиот живот христијанинот се труди со Божја помош да живее чист, непорочен живот. Тоа го нарекуваме пасивна и активна светост. Зошто? Пасивна, бидејќи Христос се направи за нас, а активна, бидејќи треба ние тоа да го потврдиме во сопствениот живот. Самата светост, додека сме во оваа тело, не можеме да ја доживееме, односно да ја искусиме целосно. Но стремежот кон неа е еден од доказите дека јас и ти имаме светост Божја. Од друга страна, светоста ни се припишува преку Христос, како никогаш да не сме сгрешиле, и тоа се вика оправдание пред Бога. Дали е можно свет живот да се живее во расипано општество? Да. Мнозина ја префрлуваат вината на околностите и мислат дека е невозможно да се живее во 20 век на таков начин. Например, Енох е пример за тоа. Бог го зеде, бидејќи Енох живееше со Бог и одеше со Бог. Предпотопниот свет беше многу опасен, а сепак се најде човек што живееше свето. Енох, Ное и некои други. Како се постигнува светоста? Одвојување од светот. Затоа, пишува апостол Павле, излезете од нивната средина и одвојте се, вели Господ, и не допирајте се до нечисто, и јас ќе ве примам. А апостол Јован вели, не сакајте го светот и се што е во светот, зашто оној кој го сака светот нема љубов кон Бог, а се што е во светот, тоа е похотта на телото, желбите на очите и гордоста на животот. Не е тоа од Бога, туку од овој свет. Се тоа поминува, но кој ја извршува Божјата волја останува вечно. А пак Јаков вели, кој сака да му биде пријател на светот, му станува непријател Божи. Кога зборуваме одвојување од светот, подразбираме на одвојување од неговите дела кои се спротивставуваат на Божите.
Во овој свет владее сатаната. Тој е наречен Бог на овој свет и затоа не треба да ги слушаме неговите наредби. Второ, воздржување од телесните желби. Апостол Павле вели: јас го поробувам своето тело, односно, кога на другите им проповедам, самиот да не бидам исклучен од играта. Значи, тој го поробувал телото за да може да им проповеда на другите. Телото силно се бори против духот, а исто така и духот против телото. Тие се противаат за да не го правиме тоа што е по Божја волја. Но со помош на Духот Божи ќе можеме да ги совладеме телесните желби кои војуваат во нашите органи. Како што рече апостол Јаков: од каде се војните и расправиите? Не од таму ли од вашите похоти кои се борат во вашите органи? Во Колосјаните е напишано: умртвете ги своите земни членови, односно пороците, блудството, нечистотата, сласта, лошата желба, лакомството и идолопоклонството. Како да се победи? Се препуштаме на водството на Светиот Дух. Светиот Дух дава љубов, воздржување и го отстранува секој страв. Тој надвладева над се што е телесно. Кога Духот не води, тогаш се пројавуваат и плодовите негови. Тоа што е запишано во Галатјаните 5 глава 22 стих, тоа се љубов, радост, мир, кроткост, воздржливост и така натаму. И заклучуваме. Црквата може да опстане и во најрасипано општество, бидејќи не е човечко дело, туку Божјо. Гревот има големо влијание на црквата, но црквата со нејзиниот посветен живот може да му се спротивстави со помош на Духот Свети и дисциплината, за да не заземе простор во црквата. Црквата е невеста Христова, таква мора да остане до крај. Тоа се постигнува со одвојување од светот, воздржување од телесните желби и препуштање на водството на Светиот Дух. Господ нека ве благослови, почитувани слушатели. Амин.